Добро идете за професорот Љубомир Фрчковски, гостен во студио. Професоре, фијаското со тимот на Катица Јанева навистина не е изненадување, очекувано, никој не очекуваше дека ова ќе биде мазен, лесен процес, дека роковите нема да бидат пробивани, дури и дека странците нема да зависи од странците. Јасно е дека оваа иднина зависи и од Катица Јанева, како што кажа во интервју за нова британскиот амбасадор, дека иднината на оваа земја зависи од Катица Јанева, но и навистина од странците. Ќе биде надмината оваа криза, тоа е јасно, професоре. Но ова веќе станува агонија, секојдневна агонија. Па да, агонија станува и мислам дека треба да се очекува дека станува агонија. Се распаѓа едно тело авторитарно кое е пуштило корени, како што вели другар ти Љубиша, тотално изгубен, дека е тоа генот на ВМРО се распаѓа сеака еден дел. Да, Љубиша Георгиевски мислите? Љубиша Георгиевски. Добре. Значи генот на ВМРО се распаѓа, како се покажува дека е тој дебилен и клептомански ген, кај дел од македонците, и тој се распаѓа во една општа смрде. И очигледно влегуваме во фаза кога сите инсталации ќе бидат покренати. Тоа се сега персонални борби, партиски борби, фамилиарни борби, повеќе лидерство ја има фамилијата во ВМРО. И тоа се сега, гледате како ги активира оние обвинителите директно на партиска линија. Фројдовска грешка прави оној нивниот шеф Зврлевски, која веќе не е политичко, туку е независно. Он не е политичко. Тоа е партиско обвинителство. Да. Бетер е тоа далеку од политичко. И цела таа партиска инсталација директно се фрла во огин, па сега бараат нов напор, перманентно ги тестираат. Прво, нашите субјекти домашни кои го носат процесот на промени, значи Катица Јанева како обвинител, опозицијата, јавноста. Од друга страна ги тестираат странците докаде се спремни да ја буткаат целата работа, па се еден нов талас на притисок ќе биде. Нив не им пречи што секојдневно, морам да признам дека мене ми е малку задоволство тоа го гледам на телевизија, еден ден ќе речат, например, ние се согласивме со законот, а институциите действуваат независно, немаме ни одговорност. Следниот ден ќе оголтнат тоа со се све и ќе речат нешто друго. Да ми се допаѓа тоа понижување секојдневно на ВМРО-вските партиски челници. Меѓутоа, како да ви кажам, они имаат образ гјон, они тоа не го чувствуваат како проблем, туку како нешто што е нормално политика, вајда. Така ја размислуваат. Први прашање на живот и смрт станува, професоре, да. И ова веќе не станува партиска битка. Кажавте веќе дека е персонална, но во контекст на фамилиарна битка. Да. Сепак може да се толкува и дека е персонална битка која станува збор за обвинителите, за судиите. Секој од нив може да биде дел од судски процеси, од истраги, заради тоа што заташкувале, замолчувале одредени злосторства или криминали, корупција и злоупотреби на власта. Па знаете што, ја очекував сега, например, во нормална ситуација, обвинителството, сите екипи на обвинителството, кога ќе излезат во јавност, првиот гест да им биде едно големо доизвинување до нацијата. Се извинуваме. И нашата неспособност да работиме, нашата корупција, нашата партизираност ја доведе земјата во оваа ситуација да морате да создавате нови институции, како што се специјалните обвинителства, нашите валканици, нашата неспособност да ја покривате и да ја вадите земјата од ова дереже во кое е дојдено. Значи, нивното извинување го очекував. Не да ни кажуваат дека они процениле дека е доста. Они немаат по законот право да проценуваат. Они треба да го имплементираат законот директно. Немаат право. Они, например, направиле она што викаме, стално го повторувам, тоа улта вирес грешка во правото. Ја пречекориле својата надлежност. Влегле во проценка колку не и треба, бидејќи имало 25-20 случаи. Тоа не е нивно право во овој процес. Не, они го пречекориле својата надлежност и не разбираат тоа. Зашто? Затоа што некој ги повлекол од позади, ке рече, вие ќе дигнете ручна сега, па ќе видиме. Може да утре ќе ве понижиме, денеска може би ќе имаат нов состанок, ќе се понижат сите и тој што збореше, што лупаше глупости за
кичево дека обвинителството било колапс, го стивари мало, кod тоа да е прашање, кod тоа да е компаративно. Тие се во полукриминална позиција ставени, тие се виновници за ова и се они си ги споредуваат своите финансиски и структурални конструкции со Јанева и незиното обвинителство. Видите која е таа забеганост која е таа незнаење на своето место и на позицијата во која расправаат или ситуацијата во земјата. Значи, осем тоа извинување и изложеност на понесување одговорност од обвинителството, ништо повеќе не може да се очекува. И ништо не треба да се очекува. Значи, извинување кон државата и кон нацијата, ова што го направиле, и изложување на понесување идна одговорност тамо кај што ќе се утврди. Не знам кај ќе се утврди. За оној што примал задачки и што одговарал на задачки, секако дека ќе се утврди. Тоа е злоупотреба на службената должност и овластувања. Директно тоа го кажува тогашната министерка за внатрешни работи. Директно. Задачка му дадов и он му одговори на задачката што ми ја даде. Така и кажува после тоа. Белгискиот односно посредник, не преговарач, вели дека е тажно како во оваа земја некои мислат да ги прекршат законите, да ги надменат законите. Знаете што главната енигма во јавноста е кои се алатките на меѓународната заедница, на странците, во убедувањето на Груевски и ВМРО да прво да одбиваат да имплементираат, односно прво да го потпишат договорот на Пржино, потоа да одат точка по точка. Заради тоа што досега не видовме ниту црни листи, ниту ставање црн печат на пасошите, ниту пак забрана за влез во некои земји, ниту пак замрзнување на имоти во странство или пак нивни банкарски сметки. На кој начин се тие притисоци, тоа убедување на меѓународната заедница? Вие сте поранеше министер за надворешни работи и низ целиот овој процес имате искуство. Јас мислам дека меѓународната заедница проценува дека може тоа сепак на полесен начин да го изведе тоа виткање на рака, она што ВМРО-вците го сметаат за бандитизам. Они го сметаат чудно тоа, поголема банда која ќе се појави на нивната банда, они тоа го сметаат бандитизам. Кога они како банда ја малтретираат цела нација, тоа е демократија според нив. Сега, значи поголемата под наводници банда сега им витка рака и вели дека треба да се однесуваат пристојно и да земат одговорност за тоа што го направиле. И они сметаат, и тоа е сега во фаза кога они ќе се соочат со најдиректни консеквенции од власта. Например, одењето на Заев во Израел е една таква консеквенца. Нив им е јасно кој го организирал тој пат. Израел нас не е соседна држава, ниту најблизок можен пријател. И сега одеднаш шефот на опозицијата кој ги има снимките, веројатно ги добива материјалите без формален пат да бара обвинителството, го скратува тоа, например, на ден-два, наместо на месец. И, веројатно, клучните бројки, знаете, оние бројки на банкарски сметки ќе ги достави на Јанева, што значи дека шефот на државната безбедност ќе биде во голем проблем околу овој случај, на така наречени донации, а всушност корупција. Тоа значи директна изложеност на обвинение кое релативно брзо може да се направи. По мој вкус, реакција на овој притисок на Јанева треба да биде незино побрзо излегување со обвинение. Мене притискате, овој малтретман го правите, окей, место 15 декември, за мојот роден ден 2 декември, првите обвинение, например. За вашиот. За мојот роден ден. Тоа би била реакција по мој вкус. Значи ме притискате 15 дена порано обвиненијата идат кои се можни да се направат, а тоа кон клучните луѓе на оваа голема криминална организација или злосторничко здружение кое не владеело. И тоа би била реакција како што треба, без голема нервоза, без голема паника. Нормално дека вака се случува, ваков отпор, све ќе направат. Сега и кај министрите ќе почнат да блокираат, ќе видите. Законов, овој идиотски закон за забрана на ќе го вратат назад, тоа е све притисок на куп. Полека, чекор по чекор, ќе ги понижуваат и ќе ја растураат, баш онака со француски клjuč ќе ја демонтираат таа монструозна конструкција на авторитарната власт кај нас.
И тука треба да се издржи нашите актери внатре и овој меѓународен притисок, по моје мислење, не можат они да се повлечат од влегоа во еден тунел на промена и од нас ќе направат пример, фала Богу, за тоа дека диктатура не може да помине во земјите од транзиција кои пледираат да влезат во Европска унија. Тоа мислам дека е таа фаза, треба мирно, но до крај. Во МВР, например, што се случува? Внимавајте, они го менуваат закон за систематизација, односно актот за систематизација, и се обидуваат сите началнички места кои ќе бидат предмет на смена, да ги ново постават со одредба во систематизацијата да не може да бидат сменети следните 3 или 6 месеци. Пази богати. Тие, како партали, новиот министр да ги спакува и да ги смени. А они после нека тужат. Следните 6 години нека тужат дека тоа не било согласно систематизација, не било. Министерот мора да има можност да организира, осем оние кои ги именува владата. Тие ќе останат проблематични. Но сите други, што министерот може да ги смени, нема да можат со ни еден акт да ги блокираат. А тие се подготвуваат токму тоа да го направат. Сега они правници Вамаровски биле и сега смислиле како да го блокираат тој процес. Гледате, на сите точки се обидуваат тој очаен отпор да го направат. И тоа ќе го направат без голема нервоза, тоа треба да се совладува. Не смитате дека нема да биде, дека ќе биде всушност невозможно да се спроведе, да се имплементира договорот од Парижино, дека ќе биде многу тешко за Катица да се покренат истраги ако вака се пролонгираат роковите се одамна пробијање, го видиме само изборниот закон. Не мислам. Ја мислам дека она дури може и порано да излезе со обвинување. Независно од притисокот. Со овие 7 обвинителя што сега, иако мислам дека ќе ги понижат, ќе направат нов состанок и ќе ги одобрат сите обвинители. Помошни или тие што треба да ја помагаат. Но ја мислам дека она може и порано од тоа да го направи. Треба сериозни обвиненија, овие што се чисти и што се со податоци, треба онака баш добро да ги направи, треба она да искочи и да каже. Она треба да побара обвинувањата и да поднесе акт до собранието за симнување на имунитетот на тие функционери или тие две работи треба да ги направи, да ги постави нив во позиција да бидат изложени на работата на обвинителството понатака во истрагата. Целосно. Тоа треба да го направи, мислам, во декември, целиот пред Нова година, по тие 3-4 клучни потези. Тоа бил малку тука правам wishful thinking, малку мислам дека јас сакам така. Она вели од 15 декември, што значи веројатно следните 2 месеца, но по моје мислење треба на овој притисок да се одговори со порано покренување на до 15 на дена, може до тоа да се спремат главните обвиненија. Неколку 4-5 се клучни, може да се покренат до тогаш. Добро, нема ли да имат влијание провладините медиуми или пак така наречени аналитичари кои пукаат буквално со сиот арсенал и кон Америка и кон Европската Унија, кои велат дека тимот на Катица Јанева и самата Јанева всушност е избор, директна испостава, продолжена рака на странците. Всушност тие сакаат да го променат, да дојдат до смена на власта на Груевски. Знаете што, како велат они, како себе се нарекуваат дувло, тоа дувло сега се отвори. Сега тоа знаете како да го отворите дувлото на тоа змиско гнездо и сега почнуваат змии да лазат на секаде. Притисокот, тоа е жесток напад на Катица и навистина е фино да се гледа како со таа женска упорност, би рекол под наводници, и таа цврстина која ни е веројатно потребна, одговара на тоа. Тоа е од една страна, од друга страна ќе распукаат по опозицијата сега околу министерствата, тука ќе се покажат и они, сега тоа е нивна работа, дел од работата, министер за внатрешни во основа и таа како треба таа операција на извлекување на МВР од контаминираната врска со крадењето на избори. Тоа е голема операција што МВР треба да ја направи. И таа операција ќе ја сведочиме овој месец, ќе почне од овој месец. Значи, во основа влегуваме во таа, би рекол, булдожерска фаза на деконструкција на диктатура. Добро, но не гледате ли, не стравувате ли дека е можно, ни предстои опасна иднина? Ни предстојат пресметки во редовите на ВМРО-ДПМН. Велите добар пример, би требало да бидеме добар пример за регионот. Ние знаеме само за лоши примери во регионот, која сме биле сведоци мафијашки пресметки, дали во Србија. Да.
Па видите, зависи како го Бугарија. гледате. Например, јас таа, вие што нарекувате опасна фаза на деконструкција на диктатурата и мафијата фактички во партијата, ја гледам како предизвик. Суштински предизвик за нов почеток на македонската демократија. Јас ја гледам со разбирлива возбуда. И напротив, не мислам дека тоа беше неопходно. Бев сигурен дека тоа ќе се случи во една фаза и добро е што се случува сега. Сега нормално таа фаза лета пердуви на сите страни. Они себе се убедуваат, само повторуваат како папагали избори по избори. Нели они ќе победеле повторно на избори. Далеку се за нив изборите. И тук цела оваа конструкција не се прави ВМРО ДПМН со фамилијата да остане уште следниве 4 години на власт. Тука имаат илузии, они дел од нив нема да дочекаат изборите на слобода, а потоа ќе почне едно потполно расуло и деконструкција на оваа така наречена, што Љубиша Георгиевски ја вика, генетска структура у ВМРО, и тука тие партали нема да се видат кај ќе завршат. Ја им посакувам една реконструкција во демократски дух на таа партија, бидејќи е релативно голема, има стабилно гласачко тело, какво такво, но истовремено мислам дека таа ќе биде во овој период и следниот период ќе биде период на возобнова на македонската демократија од почетоци, без активно учество на ВМРО во тој процес, мислам барем некако водечка сила. Ете, тоа е мојата прогноза и ја мислам дека не треба да го гледаме овој период како паника. Тоа македонците често го прават, ова што се случува. Нормално се случува кога диктатура ви се стабилизира 10 години. Све истица. Практично за многу помалку пари во Србија тепаа луѓе по улица. Сега дека има многу повеќе пари во игра и сепак се држат до некаков притисок. Но интересно е како институциите кога зборувавме пред 2 месеца последниот пат, ја ви реков дека ќе покренат уставна тужба за законот. И тоа го направи. Сега Уставниот суд ќе го држи отворен, ќе видите, он ќе донесе одлука под команда на фамилијата во еден момент кога ќе се појават првите обвинувања, не претходно. Значи, кога ќе почнат првите обвинувања, ќе рече има проблеми со уставната позиција, да им даде уште една можност да се бранат, вака структурално. Меѓутоа, на тој начин, вовлекувајќи ги институциите во таа криминална братска операција, практично ја разоруваа институционалната структура на Македонија. Нив не име гајле. Затоа, али тие го вовлекуваат, гледате се, обвинителството е потполно растурено. Тоа е една банда која ја напаѓа Катица и незина единствена задача ја работи како Катица да ја напаѓа. Па обвинение е поставен суд, комплетно изместена структурата. Ставена е тачно како врв на фамилиарната криминална пресметка со пржина. Што велат они? Велат дека законот е неуставен. Што значи договорот за пржино, а чи законот е најголем дел е неуставен. Што значи пржино е бандитизам. Тоа е таа линија која они ја влечат сега, меѓутоа институциите ја влечат. Не партиските аутсайдери и лоботомирани типови кои зборат за тоа. Сега институцијата го вели тоа. Обвинителството начело со првиот човек. Тоа е тоа пропагање на институциите кои они се спремни да го направат во одбрана на фамилиарната кауза. Да, или вулгарно, како што би се изразил Илија Димовски, би рекол дека тоа тоалет картија. Но улогата на Дуи ја увидена е и претходно, но со аферата Телеком се покажа, се смета постојат такви согледувања, анализи, дека на тацна, на послужавник е всушност дадена улогата на Дуи, на албанските пријатели, како што ги нарекува Богоевски, Али Ахмети и Муса Џафери, кои се чини дека нивната улога на масата во договорот во Пржино воопшто не е ставена на увид, под прашање. Груевски и неговите луѓе можеби ќе одговараат, ќе има истраги, но за албанскиот дел воопшто не станува збор. И токму заради тоа веројатно беше и појавена ова сведочење на Богоевски. Аферата Телеком е голема корупцијска афера која нема, по моје мислење, нема шанси да остане без политички и судски епилог во Македонија. Независно што е тоа граѓанска парница во Америка водена, таа има неколку елементи на кои е поставена, кои се правно дефинирани. И ако следи пресуда
со осуда на тројцата директори, значи верифицирање целосно на обвинението кое е покренато, а кое обвинение се базира врз сведочењето на Богоевски и уште некои други, тие го легитимираат тоа сведочење. Они во обвинителниот акт се повикуваат на актите пронајдени како докази и сведочењето како такво, значи го бетонираат. Тоа ќе има последица кај нас, бидејќи кај нас не е корупција на бизнис олигарси, односно директори на фирма, што е стално се појавува во Запад, туку е корупција на клучни политичари, што е многу поголема афера во основа. Тоа ќе отвори, независно што е тоа граѓански спор, овде ќе отвори првокласен корупцијски спор и скандал. И мислам дека тука едно 3 најмалку личности ќе бидат истопорени политичари најдиректно во таа ситуација, меѓу кои двајцата главни лидери на ДУИ. Тоа е една ситуација која можете да анализирате позади. Ова расправале во мај месец американците дали да стане јавно или тајно, па као 6 месеци расправале и во август одлучуваат да биде јавно. Точно во жижата на нашата приказна они тотално го расклатуваат ДУИ. Тотално го расклатуваат ДУИ. Истовремено во пржино не е точно дека ДУИ е на страна. Етничката агенда е на страна, пошто не е етничко прашање, ова е прашање на демократија, граѓани, диктатура. Али ДУИ се дел од диктатурата, низ бомбите се гледа корупцијата на Муса Џафери, се сугерира, директно се сугерира како он тоа го расправа, така што они се зафатени тамо, дополнително со оваа афера се зафатени и мислам дека ова обвинителство не знам, ова обвинителство се има друга работа, они се сите им дадена узбуна и работат против Јанева и покренуваат узбуна, они не работат за тоа што се платени. И во основа тие не знам дали ќе покренат, меѓутоа некој ќе покрене, некое ново обвинителство на основа на овие факти, некои нови обвинители веројатно ќе покренат, пошто не може да не покренат. Замислите вашите главни политичари 2,5 милиона евра секој земал, тоа јасно се утврдува со судска пресуда на страничен суд, нема можност да го коментирате вие. Со сите докази, замислите, еден од нив се потпишал на тоа што го примил 2,5 милиона, па тоа морално не може да не го прави. Он се потпишал на тие пари што ги примил, човече. И сега тоа све да излезе као што е тоа, некој спор у Америка се водел. Нема шанси. Значи тоа дополнително ќе расчистува ситуацијата околу корупцијата во оваа стравична фаза на последниве 10 на 15 години и ќе како основа за новиот почеток за кој зборуваме. Да. Ајде околу третиот пат. Секогаш е добредоден во едно демократско општество третиот пат. Вие се смеете, но се стравува дека ќе се повтори историјата со Стефчо Јакимовски или со Минчо Јорданов со новата гарнитура на луѓе кои би сакале да бидат дел од третиот пат, но немаат можеби капацитет, потенцијал, харизма тоа да го остварат. Има меѓуперсонални битки кои би бил лидер на тој трет пат. Тука се Трифон Костовски, Јове Кекеновски, Павле Трајанов, Лиле Поповска. И немаат сила, веројатно, да го формираат тој трет пат и да се спротистават на двете клучни партии. Па ќе видиме, не знам околу тоа. Она што можам да по-неутрално да утврдам е дека при вакви големи смени на власта, а таква смена на власта се предвидува и сега. Значи 98 година, 91 98 се 8 години во основа на СДС, на сега 10 години на ВМРО. Смените не одат црно-бели, значи клатното на јавноста не оди комплетно кон опозицијата, туку има создава простор за трет фактор и тогаш имаше среќа, а имаше и политичка харизма и структура ДА да го искористи тоа на Васил Топурков. Васил персонално веројатно беше најзаслужен за таа приказна. И он ги собра тие 150.000 некако ги организира во баланс на новата опозиција која стана власт. Сега веројатно има истаков простор. Меѓутоа тоа зависи од харизматичната политичка фигура. Тоа во политиката имате некои правила. Тоа може да остане разбиен простор, наситни и неорганизиран, може да се организира во Македонија долго време, но и сега може да се организира ако успее да го организира некаква политичка
структура и авторитет. И сега тука остануваат прашалниците дали луѓето кои се инволвирани во тоа може да го направат, тоа е најважниот. Второ, политички каде ќе се ориентираат, дали има некој мета јазик зад јазикот со кој они зборуваат, дали во основа дали се фатени од некого, па работа туѓа работа, тоа се прашања кои ја не можам да ги одговорам сега бидејќи не знам, но основната структура е дали ќе се наметне политичка фигура, таа зборанија да ја организира во еден фронт како вие таква политичка фигура? Не знам, мене ми е Трифун пријател. Јас се најдобро мислам за него како човек, но не знам дали ќе успее тоа да го направи, посакувам среќа. И оно што сигурно посакувам е да биде во таборот на демократската либерална опозиција. Да не зашета таа приказна како инструмент на фамилијата во користење на одземање на гласови. На која фамилија мислите? На фамилијата на власт, да во земање на гласови само, во наштетување. Тоа онака баш не би го посакал. И него не го посакувам, и себе не би се го посакал како прогноза. А како ќе се случува тоа, ќе видиме. Добро, јас благодарам што бевте гости.